Денеска е по македонскиот црковен календар Водици во Перт. Нели ние го познаваме како ден кога се фрла крстот во водата. Символично на тој начин се прави имитативен театар. Се покажува, односно се одбележува денот кога Исус Христос е крстен од Јована во реката Јордан. Веројатно кога Македонија била под турско, тоа било чин на пркос со кој се покажувало христијанството. Од денешна гледна точка тоа е добра традиција, но базично и суштински, за да бидете христијанин, не само во Македонија, насекаде вие треба да го читате Светото Писмо. Во Светото Писмо не се поделени христијаните. Таму има еден стих вели, та кој е Павлов, кој е Филипов, нели, кога се зборува дека сите припаѓаат на една христокефална црква, чијшто свештеник е Исус Христос. Двете најголеми заповеди на христијанството се љуби го својот ближен како самиот себе си и љуби го Господ својот Бог со сето свое срце, со сиот свој разум и со сета своја душа. Еден интересен стих во прво Јованово е: ако некој не го љуби својот брат кого го видел, како тогаш може да го љуби Господа кого не го видел? Значи, тој што не го љуби својот брат е човекоубиец и за ниеден човекоубиец нема место во Божјото царство. Ние зборуваме за една обична заповед да се љубиме самите себе. Не да се делиме, не да се осудуваме, не да се мразиме, туку да живееме по Божјите слова, Словото кое е напишано во Светото Писмо. Словото кое зборува дека и Исус Христос е тој што на крајот ќе суди, зашто е пишано дека Словото еден ден ќе ни суди, а Словото е Исус Христос. На денешен ден Исус Христос е крстен во реката Јордан од Свети Јован Крстител. Кога Јован го загледува Исуса, вели: јас не сум достоен ни врвките од обувките да му ги одврзам. А Исус му вели да го крштева и тогаш во еден момент се појавуваат Исус Христос, Светиот Дух кој како гулаб слетува над неговата глава и се слуша гласот на Отецот кој вели: овој е мојот возлюбен син, него слушајте го. Овдека сум во Перт, Австралија, каде посетив многу интересни цркви, црковни заедници, меѓу кои ги посетив и двете македонски цркви Свети Никола, кои се на некој начин поделени. Познат е црковниот спор во Австралија и тој не е во духот на љуби го својот ближен како себе си. Јас можам да зборувам за едно христијанство кое не обединува, а не разделува. Во Светото Писмо никаде не пишува дека треба да има православни, католици, дека треба да има национални цркви, дека треба да има протестанти, баптисти, евангелисти, методисти, адвентисти. Туку вели дека сите треба да бидеме во еден дух напоени. Било јудеец или евреин или грк, било машко или женско, сите сме во еден дух напоени. Заедничко на христијаните е да се љубат меѓу себе. По тоа ќе ве познаат дека сте мои ученици ако се љубите меѓу себе. Во кого пребива Божјата љубов, тоа е во Бога, зашто Бог е љубов, пишува во прво Јованово. Ние зборуваме за едно христијанство кое подразбира да се облечете во Божјата љубов, да го љубите својот ближен како себе си, да научите да простувате и да разберете дека Господ е тој што ќе осуди, дека војната не е ваша, туку е Божја, бидејќи ако вие прифатите да војувате телесно и физички, влегувате во сатанскиот круг на убивање, односно со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери. Овдека во Перт можам да испратам една порака за љубење на својот брат како себе си. Тоа подразбира дека како христијанин можам да одам во двете православни цркви, Свети Никола во Австралија, во Перт, едната под јурисдикција на владиката Петар, а другата под јурисдикција на владиката Тимотеј, дека можам да појдам во Пентакосалната романска црква, дека можам да појдам во Евангелската црква на абориджините, дека можам да појдам во црквата Армија на Спасот и да појдам во било која методистичка или католичка црква, или протестантска,
и заедно да ме нарекуваат брадер, како што ме викаа братот Тихомир од Македонија, како што ме представуваа и каде што заедно се молевме и го славевме Христа. Силата на еден христијанин лежи во Светото Писмо. Браќа и сестри, сакам да ја испратам пораката од Перт, посебно за македонската православна заедница. Не можете да бидете христијани само со тоа што ќе се подсетите на Исус Христос, на Божик, на Великден, кога се фрла крстот, кога се вапцаат јајцата. А детите и настаните кои се дел од народната традиција, кои покажуваат дека сте христијани јавно, се дел од онаа традиција кога Македонија била 500 години под Османлиската империја. За да бидете христијанин, треба да го читате Светото Писмо. Не можете да бидете христијанин, а да не сте го прочитале Светото Писмо, Новиот Завет. Замислете, целото Свето Писмо е напишано од Светиот Дух. Тоа е она што Бог сака да ви го каже и за секого од вас, верувајте ми, за секого од вас има одговор на вашите стравови, на вашите болести, на вашите заблуди, на вашата слаба вера. Единствен начин да раснете во духот, да станувате христијани, и тоа живо слово, Исус Христос, Исус Христово, Словото преку Отецот, Синот и Светиот Дух, запишано, кое ако го озвучувате и зборувате наглас, зашто во Библијата пишува дека ви давам власт да газите на змии и на скорпии и дека во Словото ви давам да изговарате живот и смрт. Ако го изговарате, вашиот дух ќе порасне. Вашиот дух ќе се храни со живите слова на Исуса Христа, зашто е пишано дека човек не се храни само од леб, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Можам да ви посведочам дека тоа живо слово и живо писмо навистина изврши длабока промена во мене и ме направи да верувам, да знам, како што вели апостолот Павле, јас не живеам, туку Исус Христос живее во мене. Овдека во Перт, каде што посетив многу христијански заедници, каде што заедно го славевме Бога и го наоѓам заедничкиот именител на христијаните, а тоа е да бидеме облечени во Божјата љубов. Затоа што кој не го љуби својот брат кога го видел, како тогаш ќе може да го љуби Бога кого не го видел? Навистина е така. Има уште едно, ќе ве познаат по тоа дека сте мои ученици, ако се љубите меѓу себе. Не е тешко да го љубиш својот ближен како себе си. Ако не можеш да го љубиш својот ближен, се поставува прашањето дали можеш да бидеш христијанин од Исус Христос, покрај тоа што е живо слово, напишано од Бог, кое ве допира однатри, ве менува. Тој е една бесконечна, една голема, една непресушна, една вечна љубов и љубовина. Исус те сака, брате, таков каков што си. Можеш да направиш личен однос со Господа Исуса Христа, да клекнеш на колена и да се покаеш за гревовите. Кој вели дека нема грев, лаже и не е од Бога, зашто пишано е во Светото Писмо. Нема безгрешен, нема ни еден праведен, еден е Бог. Треба да клекнеш на колена и да се покаеш, да им простиш на сите, затоа што ако ти не им простиш на сите, ако им простите на другите, и вам ќе ви биде простено. Зашто вам ви е потребно да простувате за да видат простени и вашите гревови. И една друга работа, освен читањето на Светото Писмо, која е храна за твојот дух, е да го повикаш Господ Исус Христос да живее на тронот на твојот живот. Тоа подразбира да оставиш се земно и да врвиш по мене, како што вели Исус. Остави се земно и врви по мене. Има уште едно интересно нешто кое вели Исус. Кој љуби син или ќерка повеќе од мене, не е достоен за мене. Кој љуби татко и мајка повеќе од мене, не е достоен за мене. Тоа е метафора која сака да ви покаже дека на прво место во вашиот живот треба да биде Исус Христос. Доколку го читате Светото Писмо и одите во некоја жива христијанска црква која ве учи на Евангелието и на заповедта што е дадена во Македонија да се шири Светото Евангелие. А денеска во Македонија, барем јавно по улиците, многу малку се шири Светото Евангелие. Ние гледаме православни прослави кои се повеќе од обредно народна традиција, кои одбележуваат датуми и настани. Ние зборуваме да станете ловци на луѓе, како што Исус им рече на Петар и на Андреј. Дојдете и ќе ве направам ловци на луѓе, зашто тие беа рибари. Да излезете на улици да ги барате оние браќа, зашто е пишано кој е мојот ближен, кога Исус ме раскажува приказната за добриот самарјанин. Значи, оној што има потреба од Божјата љубов е твојот ближен на кого треба да му сведочиш.
Кога го читате Светото Писмо, тоа ве менува однатре. Во Македонија, денеска 5 пати на ден се објавува една друга религијска структура која нема врска со Исус Христос. Зошто македонската, односно најголемата православна заедница не го објавува тоа, кога може да стави исто така разгласи и да објавува делови од Евангелието, делови од Светото Писмо напишани од самиот Бог. Впрочем, така е кажано. По тоа видение, кога апостолот Павле го сонува македонецот, Лукеска сонува в еден сон. Пред мене стоеше еден човек македонец, како што сме и ние, и кој ми велеше и ми зборуваше: дојди во Македонија и помогни ни. По тоа видение, вели апостолот Павле, ние разбравме дека Господ не повикал таму да го шириме светото Евангелие. Тоа е заповедта дадена во Македонија, да се шири светото Евангелие. Овдека во Перт, Австралија, на денот кога се фрла крстот во водата за да се одбележи големиот момент од кога Исус Христос станува крстен во вода и во Дух Свети. Ако некој не се роди од озгора, не може да го види Царството Божие, пишано во Евангелието по Јована. Родение од озгора подразбира да бидете родени во Исуса Христа одново, да умре стариот човек, да се крв потопли во водата и да се роди нов човек, безгрешен налик на Исуса Христа, зашто кога Исус исцелуваше, им велеше на луѓето: оди и не греши повеќе. Ако некој не се роди од вода и дух, не може да влезе во Царството Божјо. Родение од вода подразбира да бидете крстени свесно, да го потопите стариот начин на живење, стариот грешен човек, да не грешите повеќе и да излезе нов безгрешен човек. По тоа подразбира од вода и дух да бидете крстени во Дух Свети, зашто без Духот Свети вие ќе немате Божјо присуство, ќе нема кој да ви кажува кога грешите, ќе нема кој да ве облече со сила од озгора, како што пишува во Евангелијата, за да можете да сведочите, зашто со Светиот Дух сме запечатени на челото со печат за денот на воскресението. Господе Исусе Христе, семоќен Спасителу наш, Оче небесен, свети душе, ти благодарам, Татко небесен, што го испрати Твојот единороден Син, Исус Христос, што ме допре во срцето, зашто е пишано: Исус вели, никој не може да дојде при мене, освен преку мојот Отец. Но исто така е пишано: никој не може да дојде при Отецот, освен преку мене. Тоа подразбира дека вие, Отецот ви дозволува, зашто Господ знае кои луѓе се негови, да бидете допрени, да разберете, да имате очи да гледате, уши да слушате и срце да разберете и да се покаете и да бидете спасени и исцелени од Исуса Христа. Ти благодарам, Татко небесен, што ми даваш сила во Австралија да сведочам, да се молам во молитвена служба, што ми даваш сила да го објавувам Твоето Евангелие, да објавувам дека Исус Христос е жив. Тој исцелува, тој лекува, тој што е во мене, Исус Христос е поголем од оној што е во светот, од сатаната. И дека ако не го изберете Исуса, брате, пријателе, сестро, христијанин, имаш време да го избереш Исуса Христа, додека имаш време на земјава. Може би утре е твојот ден кога треба да заминеш. Ако не го избереш Исуса, нема да бидеш спасен. Пишано е: кој ќе го повика моето име, ќе биде спасен. Исус е жив. Тој е вистинскиот Бог. Другите религиски категории се имитативен театар на паднатиот ангел, на кнезот на лагата. Пишува во Библијата: оти лавото колува с рика со отворена уста и чека некого да проголта. Ти можеш да направиш, пријателе, да го избереш Христа, да станеш жив христијанин, да ги сакаш сите христијански заедници, да не мразиш никого, да ја почитуваш Божјата заповед: љуби го својот ближен како самиот себе. Зашто, како што рековме и како што е пишано, ако некој не го љуби братот свој кого го видел, како може да го сака Бога кого не го видел? Пишано е: кој верува во мене, вели Исус, делата што ги вршам јас и тој ќе ги врши, и уште поголеми ќе врши, од јас и одам кај својот Отец. Пишано е: кој има вера колку си напово зрно и каже на оваа планина да стане да се фрли во морето, таа ќе стане и ќе се фрли во морето. И Исусе Христе, ти стана проклество за светот, ги зеде сите проклества од мене и од сите христијански заедници што ќе те изберат тебе, да живееме од живот во проклество во живот во Божји благослов. Во името на Господ Исус Христос, сега кажувам на планината зло што се нафрлила овде во Перт врз сите христијани и врз Македонија и врз целата земјина топка: стани зло и фрли се во морето во името на Исус Христос. Во името на Господ Исус Христос сега ја прославувам.
победата на Господ Исус Христос над смртта, над сатаната, над демоните, над болестите, над проклетствата, над се што не е Божјо, овде во Перт и во целата земја на Топки во македонската земја. Господе Исусе Христе, Ти благодарам, Отче Небесен, слава Ти, Душе Свети, Отче наш кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен, дај ни го и денес, и прости ни ги долговите наши, како што им проштаваме и ние на нашите должници, и не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Господе Исусе Христе, Твое е царството, и силата, и славата во сите векови и во векови. Амин. И не плаши се мало стадо, зашто кој се бои не е совршен во љубовта. Во љубовта нема страв, зашто Исус вели мирот свој ви го давам, но не како што го дава светот, да не се плаши срцето ваше. И Исус ви вели, на вистина ти вели, човеку, брате, сестро, христијанин, дојдете при мене сите изморени, обременети, и јас ќе ве успокојам. Другите религиски заедници зборуваат дека човекот го бара Бога. Ние имаме повик во Светото Писмо. Исус вели, дојдете при мене сите изморени и обременети, и јас ќе ве успокојам. Земете го мојот јарем на себе, зашто јаремот мој е благ и бремето мое е лесно. Исус Христос стана човек, се овоплоти, го испрати Отецот Небесен не за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. Тој стана човек, се овоплоти, пишано беше, девица ќе зачне и ќе роде син и ќе му даде име Емануел, што значи со нас е Бог. Ја пролеа својата света крв за секој од нас и за тебе, пријателе. Пораспна, ги зеде и ги закова гревовите на светот и твоите, брате и пријателе. Не помири со Отецот Небесен и тебе те помири, брате. Ги зеде сите болки, болести и страдања и твоите ги зеде, брате и пријателе. Па зошто тогаш да ги носиш? Зошто да живееш без Христоса, незаштитен, бидејќи од невидливото произлегува видливото? И тоа што не можеш да го видиш без Исуса, може да те свлечка, да те измами и да те направи жител на еден друг свет. Но Исус Христос ви вели, ви приготви и тебе, брате и пријателе, една подобра, односно небесна татковина и ти дарува живот вечен. Твоето траење на земјата е ограничено и е како еден краток миг, но можеш да го избереш Исуса, светлината на светот, да го примиш во твоето срце и да живееш живот вечен, плодоносен и благословен живот. Во името на Господ Исус Христос ве поздравувам со христијанскиот поздрав мир вам. Ако вашиот мир е дојден при вас, тој ќе премине на вас. Но ако вашиот мир не е при вас, тој ќе замине од вас. Односно, кога ќе влезете во некој дом, поздравете го со зборовите мир вам. И ако домот е достоен, на него ќе премине Христовиот мир. Амин. За секогаш во сите векови. Амин. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, од Перт, Уест Аустралија, работ Божји Тихомир Стојановски.